Почитувана председателке, конкретно имаме можност да предискутираме за уште еден кандидат за уставен судија, четврти чинам во овој мандат на пратениците и сметам дека како таков треба да се дадат неколку зборови за да јавноста од прилика добие слика за што конкретно оваа комисија денеска разговара и каков ќе биде предметот на овој избор денеска. Јас можам да кажам дека ја познавам професорката Павлова Данева и можам да кажам и да се сложам со деот тоа кое што вие го прочитавте од нејзиното CV дека се работи за квалификуван кадар, но би сакал малку поширока слика да дадам на овој избор и да разговарам за тоа какво е реномето на тие кои што ги предлагаат ваквите кадри. И да направиме една реминисценција на сите изминати предлози, како и да дадеме една поширока слика за тоа во каква состојба се наоѓа собранието или во каква состојба се наоѓаат оние судски инстанци на кои што собранието може да влијае за нивно пополнување. Почитувани граѓани, денеска из утрината осамна една вест на Transparency International дека македонското собрание го подкопало македонското судство со тоа што ги донело измените на кривичниот законник. Нели нормално за тоа што никој во собранието од мнозинството не знаеше како се дојдени во собранието, ниту зошто по експертска дебата од еден ден беа донесени во собранието. Исто така како што со тоа законско решение се урниса македонското судство се урнисува наназад неколку години со носењето на функции на кадри кои што немаат никаква врска со судовите или со инстанците судски каде што се делегираат. Професорката Данева дава една изјава која што е особено коректна и која што може би важела за одреден дел од минатото дека чест е да бидеш судија во Уставниот суд. И јас се согласувам, да, чест е да бидеш судија во Уставниот суд, но дали е чест да бидеш колега, кога си реномиран правник и професор кој што е почитуван од сите студенти, со дел од оние кои што сега седат таму? Каква е честа да бидеш во Уставниот суд со луѓе кои што немаат никакви основни квалификативи да седат таму? Па ние таму направивме уставен судија жена која што во животот немаше влезено во судница, која од соработник ја направивме уставен судија. За председател на Уставниот суд донесовме судијка која што има крв на собствените раце, која што единствено нешто за да биде уставен судија е тоа што невини луѓе осуди на 300 години во затвор и која што наместо да коментира судски иницијативи кои што го подриваат и го урнисуваат уставот, како оние насилници кои што вие ги гласавте за да пијат кафе на Скопскиот плоштад, таа се однесува како судски аналитичар. Таа се однесува како политички аналитичар, па ни кажува дека требало уставот да се смени или така натака или така натака. Ваквите предлози за уставни судии самите ги денунцирате со тоа што им давате да бидете дел од една жабокречена на политички климоглавци кои што единствено кои што седат таму служат за кливање на глава и за отфрлање на пресуди така како што ќе им кажат некои од политичките номенклатури на власт. Јас ќе говорам и за тоа, но ќе имам и неколку пораки кон професорката Ана Данева за кој што лично очекувам дека така ќе продолжи да ги застапува како што ги дозастапувала досега во нејзината академска кариера. Почитувани, сметам дека е несоодветно и дека е навредливо едно име кое што го градело својата репутација, кој што го градело своето реноме во академската заедница, да ја предложувате веднаш откако ќе го повлечете Љубомир Јовевски за кандидат на уставен судија. Сметам дека тука првпат е направена повреда на личната репутација, кога едно вакво академско име ќе го предложите како замена за еден климоглавец кој што тука седеше во првиот ред на Комисијата за финансирање и буџет, на мене, на Дафина Стојановска, на Драган Ковачки и на многуминета пратеници кои што имаат да му постават прашање конкретно за тоа што денеска се случи, а тоа е апсењата во онкологија, во кој што се пронајдени и материјали кај тие дома кои што беа апсени, ни велеше не ми вршете притисок, влијаете на острагата и оставете ме да го завршам тоа до крај. А знаете зашто не го направи тоа? Затоа што беше кандидат за уставен судија пред да биде јавен обвинител. И затоа што од оваа говорница му велевме дека треба веднаш и неодложно обвинителството да одреди притвор, бидејќи истите тие кои што сега се
уапсени можат да влијаат на сведоци. Како е возможно сега да се пронајдат материјали во нивните домови и 3 од нив да бидат во бегство и едниот да биде фатен по кратка потера, а тогаш Шилевски тука да не убедува дека одредувањето на притворот е репресивна мерка. Такво е реномето на тие кои што ги предлагаат оние кои што се кандидати за уставни судии. И знаете ли кој е клучниот збор кога разговараме за вакви кандидати? Интегритет. Интегритет. А тоа е една многу важна особина за луѓето кои што претендираат да бидат на вакви функции. Бидејќи човековиот интегритет треба да ги дистанцира сите оние влијанија кои што се присутни во ваквите органи и на кои што треба да се резистира и да се каже не. Пред Република Македонија во наредниот период се исправени многу предизвици, особено Уставниот суд, кој што ќе треба да одлучува по многу иницијативи. Дали е тоа иницијатива за тоа како се случи промената на Уставот со цел промена на уставното име? Дали се тоа еден куп на иницијативи за оние закони кои што беа носени за да политичките насилници од власта имаат некаква корист? И тогаш ќе видиме дали исто така како што пред 15-тина, 14-тина години седнатите таму уставни судии кои што сега ви беа дел од онаа група на соработници за подготвување на уставни амандмани, за внесување сети некакви работи во Уставот, ги одбиваа само заради тоа што беа предлагани од мнозинството предводено од ВМРО ДПМН. Дали ќе одлучуваат по словото на Уставот? Дали ќе издегуваат и јавно ќе спорат со оние кои што ќе ги поднесуваат законите кои што го нарушуваат Уставот, нешто кое што стана парче хартија за кинење или за добивање на било какви политички поени за потребите на одредено мнозинство кое што нема никаква друга потреба или интерес од тоа да се задржи ден повеќе на власт. Почитувана професорке Данева, од вас ќе кажам што јас лично како човек кој што има можност да гласа би очекувал како уставен судија, доколку успеете да ја добиете поддршката од пратениците. Прво, да покажете интегритет и карактер. Второ, граѓаните на оваа држава, кои што вие ќе ги застапувате на функцијата уставен судија, штитејќи го највисокиот акт во правосудството, нешто кое што изминатите години беше менувано така како што им потребно на неколкумина племенски водачи во политиката во Македонија. Да ги заштитите нивните интереси и да престанете како другите кои што ќе ве обкружуваат околу вас таму, да слушате политичко-криминални насилници кои што не познаваат друг јазик освен јазикот на криминалот, парите и насилата. Ќе треба да покажете дека тоа кое што го имате заслужено како респект со вашите академски достигнувања ќе го преточите во работата на Уставниот суд и дека пред вас исклучиво ќе биде уставното право и заштитата на Уставот. Не интересот на оние кои што возејќи се во службени мерцедеси за кои што луѓе лежеа во затвор првиот ден од нивните мандати го поминаа на градскиот поштат, пиејќи кафи на тој начин испраќајќи порака дека тие во оваа држава се неказнети. Дека ќе излезете и ќе кажете дека законите треба да бидат почитувани подеднакво за сите, а не за оние кои што пушат цигари во затворени простории, кои што пеат песни и без разлика тоа што е забрането со закона 3 дена, никој во државава не се осудува да им побара постапка или да ги повика да одговараат пред законот. Дека треба да судите така како што налагаат позитивните прописни законски норми, а не онака како што мисли Димитар Ковачевски, кој што секогаш кога ќе се најде во тесно Уставниот суд му прифаќа иницијативи кои што се блиски до него, а секогаш барем последните 2 се за лични и лукративни криминални цели. Дека ќе судите по словото на тоа што граѓаните очекуваат дека Уставот би ги заштитил нив и нивните национални обележја, а не како политичкиот аналитичар Добрила Кацарска, која што исклучиво служи само за да ги релативизира ставовите или критиките дали од опозицијата и од граѓаните или ставовите на власта. И на крајот, ви одите таму како професор од правниот факултет со академско реноме, не одите таму со крв на рацете како што има таа кој што го води тој суд и така како тој што беше кандидат за уставен судија. И особено кое што е уште поважно од тоа, таа која што ќе ви биде председател на Уставниот суд барем уште неколку месеци, мислам дека е редно барем со реномето да ја повикате дали од кога ќе се направи ревизија на постапката
за тоа како се избрани тие тамо без да исполнуваат услови, туку на насилие во истото ова собрание од истите тие европски вредности, како што ги нагласив претходно, го оштетуваат буџетот и тие средства ќе треба да ги вратат назад. За жал, се што би кажал во една реченица е дека е кандидат кој што има реноме да претендира на ваква функција, но од реномето на тие кои што го предлагаат и сите оние случувања кои што во минатото бевме сведоци, не можам да се уверам дека барем еден поединец ќе може да го промени мнозинството на послушници кои што единствено им е важно да ја продолжат нивната кариера слушајќи ги желбите на овие од власта. Благодарам.